Они рекоа додека оваа комисија функционира, свадби нема да се прават. Имавме седба во владата, се договоривме да им ги доставиме протоколите по кои што предлагаме ние да работиме, значи се работи за сериозни, издржани протоколи кои што се доста ригорозни, кои што се на наша, да речеме, штета, односно ние се обврзавме да бидеме најдисциплинирани што можеме, се со цел да не го шириме вирусот и да помогнеме луѓето да можат во лиценцирани објекти кои што се категоризирани за таа намена да можат да направат еден свечен ручек или една свечена вечера. Протоколот беше уредно доставен, меѓутоа веќе помина колку 20 на дена сигурно. Од тогаш направивме ние уште еден протест, меѓутоа се уште немаме никаков одговор од другата страна. Имавме само контакт од дека се уште немаат они одговор од Комисијата за заразни болести, дека очекуваат Комисијата за заразни болести да се произнесе во врска со нас. А ние пред влада сакавме илустративно, пластично да представиме како би изгледала еден свадбен ручек, свадбена вечера на нашите маси кои што гледате кај нас во ресторан, кои што се 2 метри во диаметар и кои што можат да се сместат 6 луѓе комотно, мислам, без никаков проблем, и да биде запазена дистанцата од метро и повеќе од гостин до гостин. Комисијата си го гледа здравствениот аспект, уште од првиот пат кој бевме лани во јуни месец категорично беше дека е против свадби. Дури ќе го цитирам една господја, не знам како се вика во комисијата внатре, Караджовски беше малку, да речеме така, по комуникативен, повеќе сакаше да соработува и слично, меѓутоа две господи беа повозрасни, они рекоа додека оваа комисија функционира, свадби нема да се прават. Ние бараме да работиме како останатите лакарт ресторани, да можеме да правиме, како што ви кажав и пред малку, свечен ручек, свечена вечера. Ние се уште не можеме да сватиме која е разликата од еден лакарт ресторан, кој што може од случајни гости во 100 квадрати да седат 100 гости, а во нашите ресторани кои што се категоризирани за настани и кои што се минимум 600 квадрати, имаме колеги што имаат и 1000 квадрати ресторани, да не можат да седат 100 гости во тој ресторан, ако истите протоколи кои што важат за лакарт рестораните важат и за нас. Комисијата многу добро знае и министерот беше докторката Цаца баш во овој ресторан кај што седиме сега, на 7 март лани, значи веќе помина година дена, имаше работилница, имаше повеќе доктори гости на таа работилница, тоа е нашиот последен работен ден. На последните протести јасно дававме до знање дека бараме седба со премиерот Зоран Саев со цел да го прашаме он кога би бил на наше место што би правил. Кога би му било забрането да врши неговата примарна дејност во неговата фирма, а за сметка на тоа да не му се дава никаква помош. Значи ние помошта во вработени која што ни ја даваат во плати, не сметаме дека е помош за нас. Таа е помош за вработените кои што не смеат да работат поради тоа што државата им забранила да работат. За нашите режиски трошоци, нашите кредити и кири, никој не ни помага. За цела година добивме еден грант од 10.000 евра, кој што е нереално низок за трошоците кои што ние ги направивме и поради кој што во моментот сме крајно неликвидни во банките и сите колеги се веќе во Б, некои во В категорија на кредитно способни компании.